Емисија за земјоделците Допир на природата. Минути за земјоделците. Корисни совети, разговори, совети за земјоделство и производство на храна. Се на едно место, во Допир на природата. Земјоделското производство последниве години се менува брзо, како никогаш досега. Гранката од економијата, која некогаш го имаше статусот на статична, доживеа експлозија на биотехнолошки иновации, крупни чекори во генетиката, големи промени на пазарот и потреси. Во бројните информации за новите закони, одредби, кредитни линии, субвенции, новите технолошки решенија, начини на одгледување, новите раси, емисијата Допир на природата ќе ви помогне да се снајдете, да го следите развојот и навреме да се адаптирате на новите тенденции. И додека земјоделците овде можат да дојдат до многу нови информации, оние другите пак ќе можат да се информираат за најновите текови во производството на храна, бидејќи ќе успеете со помош на Допир на природата. Драги гледачи, добар ден и добро ни дојдовте во уште едно најново издание, 15-то поред на нашата и ваша омилена емисија посветена на земјоделците Допир на природата. И денеска ќе отцапиме простор на интересни теми во нашите стандардни рубрики. Тука се секако рубриката Агроден, за која што информираме за настани, новини, информации поврзани со земјоделскиот сектор. Потоа рубриката Фарма, тука е рубриката Плодови на земјата, овошјето дар на природата и на крај рубриката Интересно. Доколку досега бевте задоволни од сето она што ви го презентиравме во рамките на нашите минати изданија на емисијата Допир на природата, се надевам дека и денеска ќе останете со нас во наредните минути. Затоа уживајте. Агроден. Драги земјоделци, во рамките на рубриката Агроден секогаш ве информираме за сите оние новости, информации, новитети кои што ги интересираат нашите земјоделци. Ќе ви кажеме за тоа дека можете да аплицирате за субвенции до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, која што го објави новиот повик и кој што започна од 17 март, а ќе трае до 31 мај годинава. Значи порака до сите земјоделци да аплицираат за субвенции, а исто така ќе имаме и тема на која што ќе проговориме нешто повеќе за тоа дека Република Србија го покачи нивото на афлатоксинот во млекото. Почна пријавувањето за субвенции. Земјоделците кои го регистрирале своето производство и немаат давачки кон државата, може да ги поднесуваат барањата до подрачните единици на Министерството. Рокот за поднесување на апликациите тече од 17 март, а завршува на 31 мај годинава. Барањата се поднесуваат во подрачната единица каде што е регистрирано земјоделското стопанство. Платежната агенција ги советува фармерите да внимаваат на бројот на трансакцијската сметка на која се запишува барањето. До 15 март се пријавуваа промените во производството и бројноста на добитокот, што е еден од условите за добивање на субвенции. За да користи субвенции, земјоделецот мора да ги има платено сите долгови кон државата, заклучно со 2013 година. Годинава за земјоделството се предвидени 140 милиони евра, од кои за директната финансиска поддршка се 115 милиони евра. Допир на природата. Србија од 1 јули ќе го врати нивото на афлатоксин на европското ниво од 0,05 микрограми по литар, изјави српскиот министер за земјоделство Драган Гламочиќ. Регулативата на Европската унија во овој дел е најстрога на светот, изјави српскиот министер за медиумите и додаде дека целта на државата е усогласување со европската регулатива и стандарди. Коментирајќи го фактот што дозволеното ниво на афлатоксин во Србија минатата година беше подигнато на 0,5% и кога зголеменото присуство беше откриено во сточната храна и во млекото, министерот потенцираше дека српското млеко и досега беше безбедно за пиење, а сега ќе биде уште побезбедно. Тој ги повика сите производители на сточна храна, млеко да водат сметка и да ги преземат сите мерки за во наредниот период, да не се случи нивото на афлатоксин да ги надмине дозволените 0,05 микрограми афлатоксин. Допир на природата.
Запознавање со европските стандарди и македонската легислатива која се однесува на храната третирана со јонизирачко зрачење беше дел од работелницата наменета за операторите со храна и наука, која се одржа на Факултетот за електротехника и информатички технологии како дел од проектот МАК 5007 проценка и можности за имплементација на технологии за третирање на храна со јонизирачко зрачење во Република Македонија. Станува збор за проект финансиран од Меѓународната агенција за атомска енергија од Виена, во кој покрај ФЕИТ вклучени се и биотехничкиот факултет од Битол, Агенцијата за храна и ветеринарство, Дирекцијата за радиационна сигурност и Државниот инспекторат за земјоделство. Доктор Лидија Дамевска, раководител на оделението за храна од неживотинско потекло во Агенцијата за храна и ветеринарство, на работелницата ја објасни правната рамка за третирање на храната со јонизирачко зрачење, истакнувајќи дека истата произлегува од Законот за безбедност на храната, поточно со член 57 кој е дециден дека операторите со храна може да произведуваат храна со употреба на јонизирачко зрачење само по претходно одобрение за производот добиено од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Планирано е додаде таа спроведување на мониторинг програма за следење на зрачински билки и храна третирана со јонизирачко зрачење која се увезува во Република Македонија. Како што беше најавено на Факултетот за електротехника и информатички технологии, наскоро ќе биде отворена лабораторија во која ќе се детектира храната која била третирана со јонизирачко значење. За сега лабораторијата ќе се користи само за контрола на тоа што во Македонија како продукт влегува третирано со јонизирачко зрачење и каде се користи, односно дали од тие производи понатаму се прават нови производи во земјава, а во крајната фаза се размислува за воведување уред кој би ја зрачал храната и би го подобрувал нејзиниот квалитет, изјави професор доктор Христина Спасевска, координатор на проектот, која потенцира дека кога станува збор за јонизирачко зрачење на храната, во суштина кај нас говориме за една исклучително нова, интересна тема, чија основна цел е подобрување на безбедноста на храната. Се планира лабораторијата да биде сертифицирана и акредитирана според европските стандарди. Јонизирачкото зрачење, објасни таа, е технологија која е добро позната во светот и се користи 40 на години за подобрување на својството на полимерите и на другите материјали. Фарма. Април е веќе месец кога пчеларите се раздвижуваат околу своите кошници, ги проверуваат пчелите, ги проверуваат кошниците, ги проверуваат матиците, се проверува значи комплетната состојба кај пчелите. Нова тема ќе проговориме во рамките на рубриката Фарма, а секако дека ќе отстапиме простори за една друга интересна тема во оваа рубрика, каде што ќе проговориме за одгледувањето на пауни, на фазани и на други украсни птици во Ранковци. Кривопаланечкото село Тломинци е познато по земјоделското производство, по полињата и нивите. По дворовите може да се видат разни земјоделски култури, а тука и големиот број на добиток. Каде и да се свртите, докаде што е хоризонтот на вашиот поглед, ќе ги видите плодовите на земјата. Местното население уште од почетокот на годината се ангажира околу подготовката на земјата, пластениците и други активности поврзани со овој сектор. Во еден од дворовите во Тломинци ја сретнавме и 31-годишната Бетка Стојановска. Иако работеше нешто околу животните, сепак одвои време да поразговара и малку со нас за тоа како е да се живее на село. Со сточарство се занимаваме подолго време. Имаме крави, кокошки и свињи. 4 грла имам, 7-8 години ги одгледуваме. Така, друго што рекате дека... Свињи и кокошки. Колку свињи чувате? Една. Дали имате доволно храна и за преку зимниот период? Па храна, нешто наше, нешто докупиме. Дали го преработувате млекото што го добивате од кравите? Не. Значи, млекото на пазар. За нас да. Сирење, урда, чи млеко за нас, другото не. Колку млеко дава една крава? Па 25 кила просечно. Значи дневно, за 24 сата. Што произведуваш у оранжеријата? Сега имам салата и спанаќ. Значи од рано градинарски Да, да, да. А после нели пеперки, пипер и патлиџан. Деновите поминати по нивите за секоја жена представуваат предизвик, но и радост кога ќе се добие земјоделскиот производ и кога ќе се земе во рака, знаејќи дека тоа е плод на труд и волја за работа. Бидејќи чувството е неопишливо, кога знаеш дека ти си тој што произведуваш храна, а храната значи живот.
а животот благослов. Тломинци гледка која секој од нас нема да го остави рамнодушен, туку напротив, го привлекува да погледне што има внатре во селските дворови по нивите. Допир на природата. Пацијата да се вложува во купување, најчесто од странство и одгледување на прекрасните украсни птици за одгледувачите нема цена. Секој месец издвојуваат и повеќе стотини евра за храна и чување кое бара посебни услови. Велат љубовта кон птиците и домашните животни е поголема од математика и домашниот есап, иако има и такви кои добро се снашле и остваруваат одредени приходи од продажба на колеги одгледувачи од соседните земји. Љубовта кон животните си го прави своето, колку што можеме ќе одвојуваме, но во глобала се одгледува многу, а има и доста нови одгледувачи. Почнав со пауни, неодамна донесов и фазани, да ги гледам вака во дворот, си одморам душата. Вака ја почна приказната за својата огромна пасија нашиот соговорник од Ранковце. Далибор Поповски е познат во одгледувањето на фазани, подгледувањето на пауни, сите оние украсни птици кои што ретко може да се најдат овдека кај нас. Рековте дека неодамна набавивте фазани. Од каде ги најдовте и зошто токму фазани? Па видите вака, долго време се интересирам за овие украсни птици. И еве од лани почнавме така да се занимаваме со одгледување. Интересна работа е, љубител сум на птициве, вака на украси во дворов. Украс е лепота за душата се, птициве се лек за душа на што викаме ние. Еве конкретно за фазаните, од нив нема некој аер. Така е. Добри се за одмор на очи и на така душа. Е. Првото утринско кафе, кога ќе станете, кога ќе прошетате низ дворон и ќе се напиете, одмера го пиете, далеко од градска нагужва, на овој мирен селски живот, на оваа мала фарма, може да кажеме веќе за кози, која што понатака планираме да ја зголемиме. Украсните птици, поточно фазаните, од каде ги најде? Па тие преку оглас, видите вака, доста долго време, ги пратиме огласи, кај нас во Македонија многу ретки се, Србија е доста позната по овие украсни птици, така да преку огласи не се ангажираме, ги набавуваме и така. Скапи ли се? Ба, доста се скапи. Од 100 евра нагоре, Еден фазан 100 евра? Фазан, да. А тие живеат во пар, мора да бидат во парови, да. И за да почнат да се размножуваат најмалку 3 години треба, возраст, па после тоа да се оплодени и да се размножуваат. Што јадат? Па истата храна што и кокошки. Истото, јачмен, пченка. Да. Колку дневно конзумират? Не конзумират многу, нормално, како и секое друго животно. Вода пијат ли многу? Пијат, да. А температурите како ги поднесуваат? Па температурите привикнати се на овие температури, така да не е никаков проблем. Приспособени се, да, не им смета ни ладното, ни топлото многу. Љубовитни се ли се? Гледам некако не се многу комуникативни. Па не се комуникативни, али се привикнат, се привикнуваат полека. Сега да те прашам, еве овде позади нас ги гледам и пауните. Тие како дојде на идеја да ги донесе? Па тие, видите вака, на идеја. Идејата е многу лесна, кога се сака нешто, се е лесно, после тоа. Колку време ги чуваш пауни? Па овие не ги чувам многу, сега ги набавивме пролетва. Така да, од Македонија или? Од Македонија се, да. И колку ги плати? Па овие ги плати 200 евра. Пар. И така исто да, во пара, исто, да. Зависи од возраста, така и цената се движи, од 200 евра па нагоре. Колку се стари, да кажеме? Па овие се некаде 2 години. Од наредната година може да се очекува и да несат јајца и да изведат млади. И може да има бизнес? Може. Па на тоа сме на идеја. А комуницираш ли со луѓе кои што имаат пауни? Па комуницирам, да. Што вели нивното искуство на одгледување? Искуството е, прво треба се вложи љубов, а после се добива, у секоја работа. И ние кога почнавме со козини исто така пред 16 години, почнавме од 1-2. Сега се е на кај 100 иде бројкана. Да. А разбираат ли пауните вака кога му збориш нешто кога со Па ме разбираат, само им треба на овие време, ти викам, јас тазе се кај мене, после некој време може и да ги пуштам тука по дворот да си шета, слободно да се привикнат први на околината. Доаѓаат ли луѓе вака од страна љубопитници да видат што има тука, многу се слуша врева од животните? Па доаѓаат, највише доаѓаат малине деца, се интересираат за животниве. Интересни им се вака на лик.
Да. Планираш ли нешто друго да донесеш? Па планирам, значи заинтересиран сум исто така за овие фазаниве, да видам сега, се распрашувам уште неколку врсти има сорти од овие украсниве, да набавиме од нив и така. Највеќе на фазаните ќе се ориентирам, значи. Тука во Кривопаланечко има некаде некој друг да одгледува Па фазан? не знам, многу ретко е, значи. Многу ретко. Ја баш и тоа ми дојде на идеја онака. Интересно е. Има ли некои надпревари за украсни птици така? Па има веќе почна во Македонија, во Тетово мислам дека има некој сајам изложба. Ќе ги Пред стопниш? 5-6 години, па да, сега. На таа идеја сме, така да ќе видиме, значи времето оставаме да каже се. Да, некој ви да се среќа без Да, фала. Тој е голем љубител на птици, па мини зоолошката градина која ја изгради во дворот е вистинска атракција за овој крај. Се протега на голема површина, а за опремување на кафезите вложил стотици евра. Искуството говори дека најевтиниот примерок чини 25 евра, а најскапиот албино паунот 600. Според Поповски, нашето климатско поднебје нуди оптимални услови за живот на украсните птици. Само птиците не знаат да мразат и никогаш не ме навредиле, а животот со нив овозможува благородни чувства, со мерак во душата, раскажува нашиот соговорник. Додека разговаравме, пред нас се врткаа секакви птици, од шатки до еребици, мисерки, бели и украсни кокошки, горделивиот петел, на кого бојата од пердувите му се прелеваше на сонцето, а двата нови жители во неговото царство фазаните несебично ја покажуваа својата раскошност. Допир на природата. При главниот пролетен преглед добро ќе ги видиме резултатите од зимувањето и недостатоците што се појавиле преку зимата. Некои од тие недостатоци ќе се отстраната, за некои веќе доцна. За добра работа со пчелите, температурата би требало да биде над 14 до 16 степени Целзиусови. При прегледот во исто време се прави анализа на друштвото, а она што ќе го забележиме го запишуваме во дневникот за секое семејство поодделно. Често се случува во дневникот да биде запишано помор, кој од година во година е се поголем во последните 10 години. Ваквите друштва веднаш се затвораат и што побрзо во следната прилика се расчистува со нив. Со најголема оценка се означуваат друштвата со најголем број пчели и со зачувана јакост и компактност. Од нив следното лето ќе се произведуваат матици и роеви. Се наблюдува дали во средината на клубето има легло, состојбата на рамките со мед и дали има траги од ноземоза. Од мртвите друштва се земаат пчели во книжна киса, кои треба да се испратат на испитување во некоја ветеринарна институција. Ваквиот преглед не треба да трае повеќе од 5 минути. Таму каде што е сомнително за храна, може да се додаде 1 до 2 погачи за прихрана, а тие што планираат ваква вештачка прихрана, сега е време да ја постават. Кога ќе се заврши прегледот во некој ден кога нема лет на пчелите, се отвораат кошниците од изумрените друштва и детално се прегледуваат. Се чистат од изумрените пчели, а се отстрануваат и рамките со мед, додека празните рамки и оние кои не чинат одат на топење. Медот што останал во кошницата на мртвото друштво треба добро да се испита пред да се даде на други пчели. Сите друштва кои се запишани како сомнителни во следните денови, кога температурата е повисока од 18 степени Целзиусови, повторно се отвораат и се отстрануваат сите недостатоци, а тоа може да биде додавање на млада матица, храна, стеснување на клубето и негово поголемо затоплување. Кога сме кај затоплувањето во ова време, кошниците треба да бидат максимално затоплени. Април е месец кога активно се врши замена на старите зимски пчели со млади пролетни, па често се јавува расчекор во бројноста на пчелите, односно многу повеќе пчели изумираат отколку што се испилуваат. Оваа појава често доведува до изладување на онака тешко стекнатото легло и доаѓа до угинување на друштвата. За да не дојде до ова, ваквите друштва треба да се следат и во одреден момент да им се помогне со 300 до 400 грама пчели, тоест со 3000 до 4000 пчели. Да не заборавиме дека смртноста е многу присутна се до цветањето на сливите. Се вели, ќе преживеат друштвата кои ќе го поминат цветањето на сливите. Последните години често се случува помор на пчели во повеќе краишта од нашата земја. Прогнозите се уште пострашни.
пчелите ќе исчезнат. Европските раси на пчели масовно и без исклучок изумираат и слично. Причините за таквиот колапс се најразлични, а честопати избирни. Зачестената смртност уште повеќе го отежнува работењето со пчелите и најверојатно ќе бидат потребни нови техники на пчеларење. Ова кажува дека пчеларењето е се потешко, а бидејќи земјоделството многу зависи од пчеларството, односно пчеларството го зголемува приносот кај културите од 30 до 70%, треба итно да се преземат мерки за заштита на пчелите, за да не се изгубат овие скапоцени животинчиња. Потребно е државата да обрне поголемо внимание за нивниот развој и опстанок, сметат експертите. Потребна е и поголема едукација на пчеларите за и тие да придонесат во решавањето на овој проблем. Плодови на земјата. Драги земјоделци, во рамките на рубриката Плодови на земјата ќе проговориме на една доста актуелна тема која што сега ги интересира земјоделците. Станува збор за промените на температурите кои што настануваат и како тие влијаат на земјоделските култури. Се разбира и на овошките кои што се во фаза на цветање. За ова нешто повеќе ќе ни каже претседателот на Асоциацијата на земјоделци Ефтим Шаклев, но и од Управата за хидрометеоролошки работи кои што зборуваат за тоа како влијае сушата, односно немањето дождови на растот на земјоделските култури. Во моментов имаме помало количество дож од 100 до 150 литри вода на квадратен метар, што влијаеше врз акумулациите кои се празни. Тоа секако дека се одразува врз пролетните култури, особено оние што се на отворено и за кои ќе нема доволно вода за да се наводнуваат, велат земјоделските експерти. Па ќе видиме, сега за сега се уште житариците се во добра форма, да кажеме, меѓутоа знаеме дека врнежите се многу мали, се одржуваат благодарение на ниските температури. На како ќе биде понатаму, ако не се зголемат врнежите, навистина може да очекуваме многу лоша година. А лошо исто ќе биде и за културите што се под наводнување. Житните култури не се намалени и не може да кажеме се уште дали во која големина се посејани, немаме такви податоци. Сега кој ќе биде пријувањето за субвенции, тоа ќе знаеме точната бројка на житариците во Македонија, на зрнестите култури, затоа што имаме секој сака да земе субвенција, затоа што посејал и тогаш ќе имаме точни проен, меѓутоа тој ќе се случи во мај месец. Тогаш ќе знаеме точната површина на јачмен, на пшеница, до тогаш ќе бидат посејани и пченката и ќе имаме точни податоци. Рано се уште да се каже тоа е април, мај, ке нас таква климати во Шеполието, најпотребни се врнежи во мај месец. Во мај месец ако имаме на два пати едни добри врнежи, тогаш ќе имаме добра жетва. Оште е рано за тоа да се нормално, дека сите тоа го очекуваат помош од владата, има предвидени мерки, интервентни мерки од страна на владата, меѓутоа за сега уште е рано да се размислува и толку песимистички да размислуваме, да се надеваме дека ќе биде се во ред и дека ќе имаме една нормална жетва. Да, апсолутно, тоа неколку пати ние го повтараме, тоа е во планов за развој на земјоделството во Македонија. Се што може да се искористи за наводнување треба да се искористи. Од копање на мали артериски бунари, големи артериски бунари, за фаќање на мали брани, на мали водотеци. Не мора ние огромни инвестиции, например, како Калиманци или Злетово, такви големи инвестиции, меѓутоа на сите речни текови, водотекови, што не нарушуваме околината, треба да се изградат брани и да се употребува водата, затоа што секоја година се повеќе и повеќе гледаме дека се менува климата, за жал на лошо, не е на добро. И ако нема наводнување, многу од културите ќе ги снема. На нас, викаме, индустријските култури се многу профитабилни, градинарските исто, меѓутоа нити тие без употреба на вода не можат. И на житариците чекаме, например, од природата, меѓутоа на градинарските и индустријските култури, ако не ги вештешки наводнуваме, тогаш нема нити една третина од приносите да имаме. Тогаш ќе бидат исти и они непрофитабилни. Допир на природата.
Од Управата за хидрометеоролошки работи посочуваат дека во следниот период се очекуваат просечни температури до 20 на степени кои се карактеристични за овој период од годината и кои позитивно ќе влијаат на сите култури. Според агрометеорологот Ангелко Ангелески може да се каже дека барем засега ситуацијата не е алармантна, особено кога станува збор за есенските посеви и на овошките. Рече дека неодамнешните врнежи од дожд кои паднаа врз почвата придонесоа да на површинските слоеви има доволно вода која ќе овозможи добро проникнување на житните култури. Проблем ке есенските посеви може да настане ако немаме дожд во април и во мај, бидејќи ќе нема вода во подолните слоеви земја и ќе нема вода за нивното понатамошно растење. На житата им треба вода кога ќе треба да се формираат класот и зрното, па ако нема вода ќе имаме проблем, смета Ангелески. За него вообичаено е во овој месец и во мај земјата да ги добива најголемите количества на вода и дека овој период е многу важен за одгледување на земјоделските култури. Одгледувачите на житни култури и семиња истакнуваат дека засега ситуацијата е добра и дека нема штети и дека секој следен дожд ќе биде добри дојден. Според нив, сушата која ја имавме во зимските месеци е секако лоша, но сепак дождот кој падна деновиве малку ја ублажи состојбата. Ако има дожд во април и во мај, ќе биде многу добро. Сега житарките се во одлична состојба, изникнати се и секој следен дожд ќе биде добре дојден. Високите температури придонесоа оваа година овошките да изникнат една недела порано, што и не е баш карактеристично за овој период од годината. За некои овошки кои веќе се расцвитани, добро упатените во оваа област сметаат дека врз нив ќе нема штети. Сега на овошките им се потребни стабилна температура и вода која ја има само на површинските слоеви. Значи штети ќе имаме само ако нема дождови во следните месеци. За сега не очекуваме и нема најави за нагли температурни промени и не очекуваме штети врз овошките. Условите за снег во следниот период се мали, па дури и да се случи да заврне на планините, тоа нема драстично да ги спушти температурите во низините, смета Ангелески. Според него, доколку и се случи да паднат температурите сега, тие обично се задржуваат кратко време и не ја зафаќаат целата држава, туку само одредени делови. Факт е дека сме имале ситуации кога се појавувале температури под нулата и со почетокот на пролета. Например, пред неколку години на 27 април во Пелагонија температурите паднаа дури 16 степени под нулата. Затоа не тврдам дека нема можности за замрзнување, но за сега нема такви опасности, додаде Ангелески. Овошјето – дар на природата. Кајсијата е многу вкусно и здраво овошје. Таа е слична на праската. Има вкусен плод со портокалова боја. Плодот на кајсијата има семка, може да бидат благи или горчливи. Содржат амигдалин, витамин B17 за кого некои научници смета дека има антиканцерогени својства. Кајсијата често ја нарекуваат кралско овошје. Долго време се сметало дека нејзина татковина е Ерменија. Подоцна е утврдено дека најпрвен се одгледувала во Кина, од каде Александар Македонски ја донел во овие подрачја. Во тој период кајсијата била позната како златен плод на сонцето. Кајсијата е добар извор на бета-каротин, па помага при инфекциите и кожните проблеми. Бета-каротинот е еден од најпознатите антиоксиданси и исклучиво се наоѓа во растенијата. Тој се нарекува и природен чадор за сонце, бидејќи ја штити кожата од штетните ултравиолетови зраци. Резултатите од голем број студии покажале дека бета-каротинот заштитува од акутни и хронични кожни оштетувања, предизвикани од изложеност на сонце. Според некои истражувања, бета-каротинот го намалува оштетувањето на ДНК молекулите, па на тој начин го спречува и развојот на дегенеративните болести. Антитуморското делување е само една од бројните функции на бета-каротинот. Бидејќи е јак антиоксиданс, неговата улога во заштита и потикнување на одбранбените сили е многу значајна, посебно кај постарите лица, а на тој начин индиректно се бори и против останатите закани на здравјето на човекот. Превенција од ноќно слепило и преосетливост на светло се неговите следни функции. Научниците утврдиле дека кајсијата содржи големи количини ликопен, антиоксиданс кој му помага на организмот во борбата против ракот и го заштитува од разни болести. Ликопенот кој го има во кајсијата е многу ефикасен во борбата против слободните радикали кои штетно влијаат врз здравјето на човекот,
Ликопенот има важна улога во зајакнувањето на имуниот систем, а поволно делува и на работата на срцето. Истражувачите и научно ја потврдиле заштитната улога на ликопенот во настанувањето на ракот на простатата, како и намалување на ризикот на рак на желудникот, на дојката и на кошата. Ликопенот може исто така да го успори и растот и ширењето на ракот на простатата кај лица кои веќе се заболени од оваа малигна болест. Затоа на кајсијата и се препишува и антиканцерогено дејство. Бета-каротинот и ликопенот од кајсијата го намалуваат и нивото на лошиот холестерол во крвта. На тој начин тие се природно средство и за борба против атеросклерозата и болестите на срцето. Кајсиите содржат и големо количество витамин А кој помага во подобрување на видот. Кајсиите се одличен извор на растителни влакна кои помагаат за подобро варење на храната. Се посебно делотворни во подобрување на работата на мозокот и при лекување на слабокрвноста поради богатството на фолна киселина, кобалт и бакар. Маслото од кајсија одамна се користи како природен лек против ракот и чир на желудникот. Интересно. Сдруженијето на сопственици на приватни шуми бара начин како да се спречи нелегалната сеча заради што реализира заеднички проект со Република Грција. Бесправното сечење на шумите не е присутно само во Македонија. Со ригорозни казни и организирана заштита, состојбата на овој план може да се подобри, велат од Сдруженијето на сопственици на приватни шуми. Сертифицирањето на дрвната маса, односно деталното евидентирање на потеклото на секое исечено дрво, наменето за преработка во голема мера, ќе ја намали нелегалната сеча. Сдруженијето на сопственици на приватни шуми има своји општински ограноци во 26 општини во земјата. Освен проектот за надминување на нелегалната сеча, Сдруженијето работи на реализација на програмата за проширена репродукција, според која годинава лицата кои во сопственост имаат шуми по шумување треба да извршат на 20 хектари. Сопствениците на шуми очекуваат реализација и на мерките за рурален развој, кои се однесуваат на нив како субвенционирање на трошоците за маркирање на дрвата за сеча и поддршка за купување орудија за работа во планина. Допир на природата. Драги гледачи, тоа беше се во денешното најново издание на нашата и ваша омилена 15-то издание на емисијата Допир на природата. Емисија посветена на земјоделците и на сите оние кои што се чувствуваат земјоделци. Се надевам дека во изминатите минути уживавте во сето оно што имавте можност да го видите, а доколку е тоа така, нормално наредната средба ќе ја закажеме идната недела во истово време од 11 часот. Емисија за земјоделците Допир на природата. Минути за земјоделците. Корисни совети, разговори, совети за земјоделство и производство на храна. Се на едно место во Допир на природата.